Најава за денешните настани. На Охрид му е неопходен современ ургентен центар. До март идната година Охридскиот аеродром ќе биде реконструиран. Државата да ги заштити туристичките водичи од нелојална конкуренција. Зголемен бројот на пријави од граѓани за измама преку телефон и преку социјалните мрежи. Фридрих Мерц ќе биде новиот канцелар на Германија. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со услови за слаби врнежи од дожд и максимална дневна температура до 9 степени Целзиусови. Во вторник над најголем дел од Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд. На југ од Скандинавија врнежи од снег. На Пиринеискиот и поголем дел од Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, а во крајните источни предели претежно сончево и студено време. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди и ќе биде потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 3 до 16 степени. Во Македонија во вторник во утринските часови по котлините ќе има појава на магла. Во текот на денот ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и ќе биде потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Утринските температури ќе се движат во интервал од -3 до 4 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 5, односно до 14 степени. Во Охрид во вторник ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе дува до умерен западен ветер. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 9 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и дневна температура до 10 степени. Во четврток умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 8 степени. Во петок умерено облачно време со сончеви периоди. Утринската температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекарата Маро.
Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во главниот туристички центар во земјава нема ургентен центар, а за потребата од негова изградба се зборува десетина години, особено во летниот период, кога е двојно зголемен обемот на работа во здравствените институции. Охрид има потреба од ургентен центар, но на оваа тема најчесто се зборува во екот на туристичката сезона кога има двојно зголемен број на интервенции. Итните пациенти се згрижуваат во општа болница или во специјалната болница Свети Еразма. Со ургентен центар ќе се намалат гужвите, а пациентите ќе добиваат подобра услуга. Според менеджментот на здравствените институции, нема потреба од изградба на нов објект, бидејќи на територијата на општина Охрид има 5 здравствени институции, а нема специјалисти по ургентна медицина. Потребно е организацијски да се воспостави делување на итната медицинска помош како ургентен центар. Со најавите за централизација, односно за спајување на језоопштата болница Охрид и на здравствениот дом Охрид, тогаш веќе би можело да се импровизира создавање на еден ургентен центар. Еве, на пример, дежурства може да се организираат од кадри, односно лекари специјалисти, интернисти или хирурзи, кои што се во оваа установа. Мислам дека на вакви просторни услови какви што ги имаат овие здравствени установи, веќе има услови, само е потребна една добра тријажа и меѓусебна координација за уште подобро да тоа организацијски би функционирало. Со една добра тријажа од страна на брзата помош, или таму еден мили поликлинички центар кај што би функционирале мултидисциплинарни дежурства. Итната медицинска служба во Охрид има капацитет да одговори на потребите. Се работи на подобрување на условите, но им недостига кадар. Во недостиг сме на доктори, поради претходна година имавме 3 заминувања, едната докторка замина во пензија, 20 доктори ни замина по други клиники, а имавме само едно вработување, пошто беа вработувањата забрзнати. Пред 10 години имаше најава за изградба на современ ургентен центар во Охрид. Планот беше во маларичната амбуланта да се изгради современа поликлиника, но тој проект до денес не се реализира. Ставот на градоначалникот е дека треба да се размислува и за нов концепт на работа на брзата помош, но и за изградба на модерен ургентен центар. Отпочнување со реализација на проектот за изградба на нова административна зграда со проширување на просторот за патници на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид во вредност од 2,7 милиони евра, објави министерот за транспорт Александар Николовски денеска на пресконференција во владата. Реализацијата на проектот е дел од договорот со ТАВ Македонија, во рамки на кои се обезбедени 12 милиони евра за реконструкција на ГОП 8 септември во Скопје. Инаку ова е прва реконструкција на терминалната зграда на Охридскиот аеродром, откако изграден. Во однос на аеродромот во Охрид,
Предвидена е нова административна зграда со површина од 250 метри квадратни, нов канцелариски простор површина 120 метри квадратни, понатака помошни простории 130 метри квадратни, нов наменски простор за обезбедување на аеродромската зграда 40 метри квадратни, целосна реконструкција и адаптација на постојната терминална зграда на површина од 2000 метри квадратни, на двете нивоа, целосно нов сообраќајен режим на постојниот паркинг и сето ова ќе значи прво реконструирање на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле откако истиот е изграден. Очекуваме до март месец 2026 година да се заврши и овој проект. Една од најзначајните алки во туристичката понуда на секоја земја се туристичките водичи, кои се амбасадори на државата, поради што мора да се заштитат од нелојална конкуренција. Нелиценцираните туристички водичи, а особено оние од странство, кои ги искривуваат историските факти за нашата земја, му нанесуваат огромни штети на македонскиот туризам. Од Сдруженијето на туристички водичи на Македонија бараат државата да изнајде начин да се надмине овој долгогодишен проблем. Во тек е ажурирање на регистарот на лиценцирани туристички водичи во Охрид. Професионалните туристички водичи велат дека до лиценца лесно се доаѓа, но понатаму се профилираат квалитетни и успешни водичи низ искуството и со континуирано надоградување на знаењата. Имаме вишок на водичи, односно оние што не се кадри водичи, ама имаме недостаток на квалитетни водичи, поготово со во последниот пример со доведувањето на големи туроператори од Германија, имаме недостаток на водичи на германски јазик. Само тројца се во Охрид и четворица можда во Скопје околу Македонија 10 души. И понатаму најголем проблем на професионалните туристички водичи е нелојалната конкуренција. За штетата која ја нанесуваат на македонскиот туризам нелиценцираните водичи се укажува години наназад. Љупчо Јузмески, кој повеќе од 20 години работи како туристички водич, вели дека институциите треба да изнајдат начин за надминување на проблемот со како што вели квази водичите. Квази водичи се оние кои или малку знаат, или само се тихи водичи со странските водичи, ги покриваат за да не ги казни нашата регулатива, пазарниот инспекторат или туристичката инспекција, ама има и тие квази водичи, значи тие се и странските не лиценцирани водичи кои си земаат за право, поготово во викенд, кога нашите инспектори не работат, да водат и едноставно да ни ја превртуваат историјата во нивен трг. Законот за туристичка дејност кој од 2008 година треба да претрпи измени, вели председателот на Сдруженијето на туристички водичи на Македонија Бранко Босилков, посочувајќи на недоследностите во легислативата, односно неможноста на инспекторите да изрекуваат казни на лице место за квази водичите. Туристичките инспектори немаат надлежност да изречат казна на лице место. Значи, ако фатат група со странски водич, треба да побараат пазаришна инспекција, па таа да дојде, а тоа е веќе невозможна мисија, затоа што пазаришна инспекција треба да им се најави еден ден однапред, а од кај да знаат кога ќе дојде група со нелиценциран водич или без да користи водич. Сдруженијето на туристички водичи на Македонија и Националната установа Завод и музеј Охрид подпишаа меморандум за соработка со кој ќе се подобри квалитетот на водењето организирани туристички групи на најпосетените културно-историски локалитети во Охридскиот регион. Двете страни ќе се стремат кон взаемна размена на информации, знаења и искуства со цел заштита и презентација на културното наследство во и надвор од нашата држава. Можат во секој момент да се обратат кај нас да побараат точни податоци, барем за оние објекти со кои ние располагаме. Ние имаме сопствени водичи, секој посетител има можност да го слушне нашиот водич во секој објект. Туристичките водичи се амбасадори на државата и една од најзначајните алки во туристичката понуда и мора да се заштитат од нелојална конкуренција со цел да не се создава лоша или погрешна слика кај странските туристи. Одсекот за компјутерски криминал при СВР Охрид деновиве повторно бележи зголемен број на пријави од граѓани за измама сторена преку социјалните мрежи и телефонски повици. СВР Охрид ја известува јавноста дека Одсекот за компјутерски криминал деновиве бележи зголемен број на пријави од граѓани за измама сторена преку социјалните мрежи и телефонски повици од лица кои се представуваат како финансиски советници и најчесто нудат услуги за тргување со криптовалути и ветуваат висока и брза заработка.
Измамниците комуницираат со жртвите користејќи броеви кои обично изгледаат како локални броеви, но и броеви со странски префикс, се со цел да стекнат доверба. Во текот на разговорот ги убедуваат жртвите да инсталираат софтвер за далечински пристап под изговор дека им е потребен за да им помогнат со поставување на платформа за тргување и да им помогнат околу креирање на своји профили. Ги наведуваат дека може да помогнат во процедура за подигнување на брзи кредити од локалните финансиски друштва или на оштетените им кажуваат дека имаат голема сума за подигнување како наследство и слично. Откако ќе добијат далечински пристап до компјутерот или мобилниот уред на жртвата, измамниците пристапуваат до електронското банкарство на жртвата и ги префрлаат паричните средства, а контактираните граѓани остануваат без средства пред да сватат дека се измамени, со што штетите се значително големи. Од СВР апелираат граѓаните да бидат исклучително внимателни при комуникација со непознати лица и лица со странски телефонски броеви кои лажно се представуваат и нудат финансиски совети преку интернет. Од секторот подсетуваат дека информациите за постоење на сомненија за овој вид измами навремено да се пријават во СВР Охрид. Во среда, 26 февруари, во периодот 9 до 16 часот и во четврток, 27 февруари, во периодот 15 до 16 часот, поради инвестициони зафати на трафостаниците во Лабуништа и Суво поле, без напојување со електрична енергија ќе останат потрошувачите на Вевчани, Октиси, Лабуништа, влез на индустриската зона. Делови од Велешта и село Добовјани, информира градоначалникот на Вевчани Спасе Кочовски. Пожар на земјоделско земјиште во Дебрца. Синоќа во 19:30 часот во СВР Охрид било пријавено дека на земјоделско земјиште со насади во близина на Ново село, општина Дебрца, настанал пожар при што изгореле околу 7 тони пченка. Пожарот бил изгаснат, а повредени лица нема. Се преземаат мерки за расчистување на настанот, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Од ноќеска на полноќ нови пониски цени на горивата, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Малопродажните цени на бензините се намалуваат за 1 денар за литар и ќе изнесуваат 79 денари за литар Евросупер БС 95 и 81 денар за литар Евросупер БС 98. Дизелот и екстра лесното масло за домаќинство се намалуваат за половина денар, така што дизелот ќе се продава по цена од 73,5 денари, а екстра лесното масло за домаќинство за 73 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,012 денари за килограм и ќе изнесува 46,18 денари. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.